Општина Тетово промовираше проект снабдување на општина Тетово со полуподземни контејнери и 2 специјални возила за третман на отпадот. Одлуката за поставувањето на оваа опрема е донесена од Советот, додека на 30 јуни било направено примопредавање, пошто се ставени и во функција. Дополнително во градот ќе бидат поставени и нови 100 контејнери, донација од турска општина. Според градоначалникот Билјал Касами, целта е градот да го врати сјајот и чистотата. Полуподземните контейнери кои се поставени на 15 локации низ градот се со големина 3 и 5 кубици, од кои 8 контейнери се со 3, а 7 се со 5 метар куб. Од нив директна корист ќе имат сите жители на градот Тетово. Проектот е со вредност од 20 милиони денари, финансиран преку проектната единица при Министерството за финансии МСИП, проект за подобрување на општинските услуги, а со средства од Меѓународната банка за обнова и развој, Светска банка. Средствата за овој проект се добиени од остатокот на износот на подзаемот, проект за набавка на автобуси за јавниот превоз во Тетово во 2019 година во вредност од 72 милиони денари. Преку Сојузот на турските општини во светот, Тетово, благодарение на плодната соработка со општина Каратај, град Конја, доби донација од 100 контейнери за потребите на нашиот град, за која се направени сите предвидени процедури, истите од утре јавното комунално претпријатие ќе ги има во функција. Јавното комунално претпријатие се соочува со финансиски потешкоти. Касами вели дека најголем делот на платата е за заостанати сметки, додека уплатата за сметките за последниот месец е едва и 30%. Неплаќање на обврските е ова ситуација кога години наназад над 10 милиони евра не се платени обврски од граѓаните према јавното комунално претпријатие и кога правиме проценка на месечно колку се плаќа, тоа испаѓа околу 80%. Но кога се земат за кој месец тие плаќања се, испаѓа дека поголемиот дел се заостанати обврски, а за месеците, например, од кога сме дојдени ние, тоа не поминува 25-30%. Например, за јануари, фактурирање за јануари и плаќање на фактурите за јануари не поминува 20-30%. Зависи од месец на месец. Касами повика граѓаните навремено да ги подмируваат давачките кон ЈКП Тетово, за услугите да бидат реализирани навремено и квалитетно.